Судењето за насилството во општина Центар, во кој обвинети се двајца поранешни функционери МЈ и НГ, закажано за 21 овој месец, е одложено за следниот месец, бидејќи адвокатот на обвинетите Никола Додевски организирал работилница со општиот кривичниот суд. СЈ во септември објави случај против 14 лица за поттикнување насилство против градоначалникот на Центар и советниците од спротивниот политички табор, за да се саботира седницата на Советот, на чиј дневен ред беше точката за изградба на партиското седиште на ВМРО ДПМНЕ. Синдикатот на Министерството за надворешни работи предупреди дека процесот на пријавување на граѓаните кои живеат во странство за престојните парламентарни избори е спроведен преку манипулации со ист систем и исти актери како и за време на изборите во 2014. Во соопштението до медиумите велат дека најеклатантен пример се неодамнешните случувања во Париз кои имаат елементи на поттикнување верска и расна омраза. Јапонскиот премиер Шинзо Абе е првиот странски лидер со кој ќе се сретне новоизбраниот председател на САД Доналд Трамп, објави американските медиуми. Пред да замине за САД, јапонскиот премиер изјави дека сака да изгради доверба со Трамп. Трамп во претходните изјави од одредени земји и сојузници, меѓу кои Јапонија, побара да му се плати на Вашингтон за ангажманот во другите земји и го осуди трговскиот договор потпишан меѓу председателот Обама, Јапонија и останатите земји од Пацификот.